Она што сакаме да го најавиме заедно со мојот денешен гостин е еден убав настан кој што по 19-ти пат ќе се случува овој четврток на градскиот плоштад во Куманово. Со Марко Тринава велиме ако е 19-ти пат, сигурно едно 10 години поред ја даваме поддршката на Рома Труба Фест. Манифестацијата која што е вистинско обележје и за градот, но и за нашата земја. И оттаму денеска како уметнички директор го имаме Самет Асалиевски. Самет, добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата и се надам дека ќе дам добри одговори. Се надевам и јас, тоест не се сомневам, со оглед на тоа што веќе ја имаме нели комуникацијата со години наназад, 19-то поред издание, на пеколни 40 степени ќе го правите. Како годинава ќе изгледа? Претпоставувам подготовките во тек, една убава програма, но да започнеме со ред. Прво да прашам како сте во тимот и како се издржува на овие температури. Уште еднаш благодарам на телевизија Телма, кој што од 19 години, 10 години кажав дека имавме поддршка и се надам дека и понатаму ќе се работуваме. Подготовките трајат веќе 6 месеци. За фестивалот се работи за квалитетни оркестри кои што треба нели секогаш да бираш нешто да биде добро и самата публика и самиот организатор бара нешто ново, знаеш, секогаш некој предизвик со нови оркестри, кога кај граѓаните и кај публиката ќе ставите добар впечаток, тие секоја година очекуваат нешто подобро, така? Така е. Се надам дека и ова година ќе ги исполниме сите очекувања на публиката. Немаме ние публика само од Македонија, имаме поширок. Доаѓаат многу луѓе од Европа и од светот кои што има за интерес има за да бидат дел од самиот фестивал. Ова година ќе имаме и текако добра публика по иницијатива на сите овие странци од странство што се наши од Македонија, кои што инсистира. Фестивалот секоја година, мислам дека 10 години беше септември, па го сместивме август. Август сега сите оние што се надвор од државата барат да бидат дел и од фестивалот. Дека ние доаѓаме, повеќе можност за поголема публика. Велат дека ние сме тука присутни, бараме да бидеме дел од самиот фестивал, но како да бидеме за да вие може да го направите фестивал да биде 7 месец кога ќе бидеме ние тука. Мислам дека не е никаков проблем, еве веќе втората година поред го правиме фестивалот, 7 месец, 20 и добар резултат. И има повеќе публика. Да. Прошлата година мислам дека целиот плоштад бил полн, мислам дека некаде околу 10 до 15.000 беше полн. Има ли градот самиот капацитет да ги задоволи потребите на сите туристи кои што доаѓаат? Претпоставувам можеби не се задржуваат само еден ден за потребите на фестивалот. Во Кумано има и повеќе активности, не е само Рома Труба Фест, имаме ние повеќе фестивали. Еден од тие активности е и од програмата на културно лето што го има Куманово, веќе во програмата ставени Рома Труба Фест. Сите тие активности, Кумано е дел од таа програма. Богата програма Кумано нуди, ние како организатори на самиот фестивал Рома Труба Фест станавме веќе бренд во Балканот. Да, вистинско обележје сте и за градот, но и за нашата земја. Секоја година очекуваат кумановците нешто ново. И ова година ќе имаме нови оркестри, ќе имаме и една звезда која што ни доаѓа од Србија, Анабела. Ќе ја откриеме. Ќе откриеме Анабела Фанки Джи. За прв пат ќе биде дел од фестивалот. Се надам дека ќе ги исполни очекувањата на кумановската публика. 18 јули е денот, односно така му доаѓа. 18, се збунив со датумиве, задутре во четврток на 18 јули. Градскиот плоштад во Куманово. Во колку часот стартува се со оглед на тоа што нели многу е топло надвор и голем дел од граѓаните гледаат активностите да им бидат во приквечерието кога малку полесно се диши и функционира. Па јас во неколку интервјуа, кога исто така бев гостин во некои телевизии, им кажав дека ова година малку 1 сат покасно ќе почнеме со програма, 8:30 поради временските услови кои што имаме и постара публика која што сака да биде дел од фестивалот и мислам дека околу 21 часот ќе почнеме па се до утрински часови ќе имаме можност да се извеселиме, да играмо, да пееме и така натаму. Освен специјалниот гостин, може да споделиме кој се друг ќе биде дел од програмата и веќе ги гледаме и официјалните плакати. Да. Повели Самет? Па пред себе сакам да ги представам оркестри кои што ни доаѓаат од Србија. Оркестри кои што се од каде секи има година? Од Србија, Бугарија и Македонија. Добра. Па тие држави ги имаме повеќе дувачки оркестри кои што ја негуваат ова
култура, музика Така? и така натаму. Имавме некои контакти и од Романија, има и изворедни таму оркестри кои, но ние немаме некакви доволни релации со они блиски. Се надам дека на 20-тиот јубилеен ќе направиме некој изненадување за самите кумановчани и сите оние кои што ќе бидат дел од фестивалот. Кажаме дека имаме гости од Србија, познати оркестри кои што се и како реномирани, освојачи на Гуча, победници на Гуча, најдобри оркестри на некои од фестивали во Србија и пошироко. Тука ќе биде со нас Кристијан Азировиќ, победник на Гуча, Истидор Зечировиќ, извореден оркестар кој што мислам дека ќе исполни сите очекувања, Роберт Демировиќ исто така од Србија. И прошлогодишен победник на Гуча Бојан Ристич. Бојан Ристич е изворен оркестар кој што доаѓа и еден познат оркестар од целиот свет. Да ја кажам македонските оркестри, Демир Уска Кантуров, Берова. Тоа е еден изворен оркестар, фамилиарен оркестар, традиционален оркестар кој што ни доаѓа веќе мислам дека 19 години поред е учесник на Рома Труа. Да, 19 години израснавме сите заедно на фестивал. Бога ми. Бога, тоа е. Полнолетство. Така е, така. Сте направиле. Да. Исто така ни доаѓа од Струмица Кеми Асанов оркестар, кој што многу добар оркестар со традиција. Сама това се многу оркестри. Кочани Сите во една оркестар, вечер. да, Кочани оркестар е Убаво познат низ кажете, целиот свет. цела Да. ноќ ќе биде забава. Кочани оркестар е познат низ целиот свет, кој што ја представува државата и ромската култура и традиција. И нашата представничка звезда од Србија, балканска и така натаму, Анабела Фанкиџи, која што ќе изненадување на целата публика. Самет фестивалот Рома Труба Фест го нарекуваат македонскиот Гуча, така? Како се заслужува овој епитет? Македонска Гуча во мало Кумано. Така. Види, јас тежнам да направам нешто да биде 2 до 3 дена. Мислам, 2 дена го имавме ние фестивал, но немаме тоа што самиот фестивал бара. Бара да има некои ресторани, да има некој кафана, знаеш, да има меја, па така. Тоа е во стил на самата, така. Со добра музика и добра храна. Па, види, кога би имале доволно средства, да ни дојат некои квалитетни звезди, како што е, например, ајде Цеца, Марија Шерифовиќ, тие поголемите звезди, мислам дека тогаш фестивалот ќе пренасочиме на една друга локација. Мора ли да се од соседни земји? Не, може и македонските, види, јас 15 години имавме ние само македонски звезди. Ништо Србија, само македонски звезди. Сега овие двете задни години имаме Адил ни беше прошлата година, Адил и ова година ни е Анабела. Инаку јас секогаш тежнам да биде од Македонија. И македонските звезди кои да е, сите досега, сите звезди беа на Рома Труба Фест. Да не ги набрајам сега, сите македонски звезди беа кои што негуваат турбо фолк музика, беа дел од Рома Труба Фест. И секоја джелем е испеа. Сите од овие наши. И јас никогаш не ги тргнам нашите пејачи, секогаш дека тие се наши, ние треба да ги промовираме нашите звезди. Но сега ни нудеа нешто такво да биде дел од фестивалот. Ја прифатив таа понуда. Се надам дека на 20-тиот ќе имаме една македонска, една српска и можеби нека друга звезда од Бугарија и која што ќе биде дел од самиот фестивал. Се надам дека јубилејната 20-ка ќе биде и повеќе денови или? Па се надам дека да направиме 3 дена, тогаш ќе биде добро со пиење, со јадење, со скари, кумановски мезалок, кумановски суџук. Кумано има со што да нуди квалитетна храна. Можеме ние да се пофалиме и со храна. И јас често велам дека и храната е нели туристичка точка која што привлекува многу туристи и треба да играме на таа карта, нели? Па види, ние имаме познати ресторани во Кумано. Кумано има познати ресторани со добра скара и со добри јадење и така натаму. Се надам нека до година ќе направиме нешто добро. Имам некој изненадување за самата публика што за 20-ка, 20 години јублеј. Значи вие веќе размислувате? Да, уште сега работам на тоа дека до године ќе имаме и секако само зависи од буџет. Се зависи од буџетот. Се сведува на финансиите. Да, на финансиите. Ако имаме добри финансии, да сме здрави живи до години, ќе направиме нешто да биде екстра и се надам дека некој од медиумите ќе ја прифати таа понуда да биде директен пренос на самиот фестивал. Инаку мора да кажам дека Гуча целосно ја покрива српската телевизија РТС, значи тоа иде директно сето тоа. Зошто да не и ние од Македонија да имаме една куќа да го нешто покрива и тоа. Самет велиш за српските звезди ви ги нудат. Тоа значи дека имате добра колаборација, добра соработка со вакви фестивали на балканско ниво или конкретно за Србија зборуваме?
Не, јас работам со сите, бидејќи мојата работа ја менаџирам. Јас менаџирам веќе 20 години. Ова работа не е никаков проблем да менаџирам и да ја направам. Мене ми е предизвик да направам нешто поголемо, подобро, нешто појако. Сакам нешто нов предизвик да направам, инак контактите се нема никаков проблем и низ Балканот и нема никаков проблем да донесеме. Јас може да донесам најаката звезда, но секогаш се прашање парите. Тука застануваме, не можеме ништо понатаму. Колку пари имаме, толку ќе се пружиме на толку музика. Така и толку музика. Народната. Така е. Што еден дувачки оркестар го прави да биде добар? Тоа е една тимска работа, така не е соло настап. Вие споменавте многу и најавивте многу дувачки оркестри од Македонија, кои што и од другите земји, но и од Македонија, кои што ќе бидат нели дел од настанот во четврток. Но што еден дувачки оркестар го прави да биде добар, квалитетен, да може тоа публиката, па и можеби професионалците да го препознаат? Нивната тимска работа. Бидејќи јас, мојата бранша е сосем нешто друго. Спортот? Да, спорт. Инаку јас сум спортист, боксер, бивши боксер на Македонија. Тимската работа секогаш дава квалитет. Јас веќе со нив работам и ги знам сите инструменти, како се вика, кој инструмент што е, како е. И многу години работам со нив и кога се подготував на некои фестивали ги гледам како работат. Ја одам и ги посетувам сите оркестри кои што како работи, со кој програм ќе настапи и така натаму. Тимската работа е пред се најдо. Кај нив солистите се многу битни баритоните, кои што дават позадина и она координација меѓу нив и така. Солистите се најбитната работа. Напред оние што со трубите имаш двајца, тројци и четворица, тогаш полна програма ќе биде со повеќе и кога ќе ги има на бина 12, тогаш е полна. Кога имаш 9, се слуша нешто не е квалитет. Кога ги има 12, кога ги има 12, сосема звук и друга е, да. Инаку секој оркестар си има свој стил на музика. Некои негуваат джез, некои негуваат народна музика, некои негуваат интернационална и така. Јас сум задоволен кога се договораме за настап, нивни настапи на нашиот фестивал, сегаш нудиме некоја програма која што ќе биде интересна за самата публика. Веќе 4 години поред почнавме да направиме игранка во самиот плоштад. Значи секој оркестар нуди добра програма и почна да играат во целиот плоштад, играат сите играат. Поентата на музиката не е само да седиме, така и да гледаме. Да. Сите луѓе кои што тоа е најважно, верувам, да расположението кај граѓаните. Да го видите кај публиката. Да ви кажам дека од година до година тешко ли да ги станат луѓето? Не. Они сами се стануваат веќе. Они се навикна и се стануваат сите. Ако некој е нешто добро, така да. Сум задоволен да ви кажам, сум презадоволен сум. Би сака да им се заблагодарам на Министерството за култура, кој што е покровител на фестивалот, градоначалник општина Куманово, кој исто така е покровители, двете кои ни дават поддршка на самиот фестивал, веќе 19 години поред работиме и се надам дека и понатаму фестивалот ќе трае. Веќе станавме, кажува дека станавме бренди, традиција понатаму продолжува. Тежнеам да биде 3 дена, да биде на имам 30.000 луѓе, да биде полн плоштад, да има скара, да има кој е максимумот од публика изминативе години? Па прошлата година беше најполна. Прошлата година беше 15.000 со Адил. Адил собра многу. Една вечер? Два вечери бевме. Две вечери бевте тогаш? Едната вечер беше Адил, а втората беше Силви Бенд. Да. Се надам дека оваа година ќе биде уште подобро во тој поглед, со оглед на тоа што жилни се луѓето за добра забава, за игра, како што велите и вие. Кажав дека публиката е веќе спремна за самиот фестивал и прашуваат само кои се најдобрите оркестри. Јас рекламите по социјалните мрежи ги споделам сите што ќе настапат и секој си има свој настап специфичен кој што и они имаат програма едни од други. Види, звуците на српските оркестри, звуците на македонските се различни, не сме исти. Значи ние негуваме, македонците негуваат некоја турска арапска, или стил арапски турски, србите си имаат своја српска традиција и така натаму. Да. Никаде сме пред крајот, велиш веќе се договара 20-тото јубилејно издание. Така, сега работам на тоа. Што ти е предизвик со оглед на тоа што велиш дека постојано сакаш од година во година да биде се подобро изданието? Мене ми предизвик да фестивал да трае 3 дена, да имаме пред се добри оркестри, да сме со средства добри, како што треба, подобри. И тогаш сите љубители на лимено дувачки инструменти и некоја си звезда која што ќе биде дел од самиот Рома Трупа фест, тогаш ќе биде Куманово задоволен и цела Македонија.
Одлично. Самет, благодарам многу за гостувањето, за споделените информации за јавноста, за нашата публика. Се надевам дека ќе биде најмасовно годинава, дека ќе биде нели се подобро и подобро, како што велите и вие. Да ги поканим уште еднаш. Овој четврток 21 часот, така таман да стивне топлото, бидејќи за тој ден мислам дека се најавени 40 степени. Да стивне топлото и потоа една убава забава. Не се сумнам дека плоштадот нема да биде полн, уште сега се спремат за да бидат дел од самиот фестивал. Уште сега ги поканувам сите љубители на ливадно-девички инструменти да бидат дел од Рома Труба Фест, кој што нудиме голема и богата програма на сите оние што ќе бидат дел од самиот фестивал. Така е. Дојдете овој четврток во Куманово 21 часот. Така. Благодарам на телевизија Телма, кој што не удостои, ни дава можност да ја презентираме и фестивалот. Ти благодарам многу и посакувам успешно издање, секако ќе се видиме и за јубилејната 20-ка наредната година.